Здраво, драги мој денешен соговорник и мој драг пријател станува збор за директорот на Центар за традиционална кинеска медицина Мартин Каровски. Мартин, здраво и ти благодарам за одвоеното време и што ја прифати мојата покана и кажи ми како си. Здраво, Надица, благодарам за поканата за гостувањето во емисијата. Супер, одлично, благодарам на прашањето. Мартин, вака прв пат не сме во студио, но јас се надевам дека оваа ситуација побрзо ќе се реши и дека ќе почнеме да живееме како и порано во нормала. Твое мислење и твој став во врска со настанатата за жал ситуација со COVID-19? Така, првото и најважно нешто кое треба да го сватат граѓаните е тоа дека нашиот непријател е вирусот, а не државните мерки кои се обидуваат да го победат. Инфективната клиника, инфективните одделенија се веќе пополнети. Се прават адаптации на други болнички одделенија за да може на секој пациент да му се пружи потребната помош. Има болници во кои здравствениот персонал работи по 24 часовни смени. Тие луѓе не спијат и не јадат по 24 часа за да спасуваат човечки животи. Да бидеме обзирни, да им помогнеме ним, но и да си помогнеме самите на себе. Носење маска, одржување на хигиена на раце и не групирање. Лицемерно е да кажеме дека ни е тешко да го правиме тоа, додека некој работи 24 часа без храна и сон. Здравствениот систем е оптеретен, тие луѓе се изнемоштени, дајте да покажеме зрелост и да истапиме и ние со континуирано и без исклучок почитување на мерките да ја свртиме ситуацијата на подобро. Имавме 2800 активни, сега имаме 15.000 и понатаму растеме. Тоа значи дека мерките не се почитуваат. Апелирам до секој еден граѓанин да се почитуваат мерките за заштита и со тоа да си дадеме шанса и себе си, на своите најблиски, но и на луѓето кои деноноќно се борат за секој од нас. Така, и да научиме да живееме сепак со оваа ситуација, како што кажете и сами, сепак не станува збор нели за некои тешки правила кои што некој од нас не може нели да ги прави, станува збор за пред се за нашето здравје и за луѓето околу нас, и како што кажавме нели да нема паника и страв. Сепак нели навлегува и длабоко во нашата психа, но сепак треба да се потрудиме да живееме со сето тоа и како што кажа и ти да ги почитуваме и оние кои што деноноќно се борат за нашето здравје. Апсолутно. Мартин, наша денешна тема е деформитетите на рбетот. Знаеме дека неправилното седење, еве сега повеќе социјалните мрежи го заземаа своето место, секогаш сме нели на телефонот, неправилно седење и одење. Сето тоа нели може да дојде до деформитетот на нашиот рбет. Кажи ми како може да дојде до искривување на рбетот и дали доаѓа во предшколска и школска возраст? Статистички искривувањето на рбетот во предшколска возраст се многу поретки отколку во училишна возраст. Со особено внимание треба да се следи брзината на скелетниот раст на детето и компаративно да се следи растот и развојот на мускулите. Така наречената конституционална физиолошка мускулна слабост е многу честа и карактеристична кај децата во раст. Многу фактори влијаат на тоа, недоволната грижа за физичкиот развој на детето, се почестиот проблем со обезноста кај децата, недостатокот на спортско-рекреативни активности и слично. Ставот на повеќето стручњаци од оваа област е дека фондот на часови по физичко воспитување во училиштата се уште е недоволен. Така, значи пак треба да се внимава, нели, да се повеќе да биде застапена таа физичка активност. Да, што поголема физичка активност и строго компаративно следење на растот и развојот на скелетот со мускулатурата. Сега, на почетокот спомнавме нели дека на предолгото седење на телевизор, седењето на телефон, лаптоп, компјутер може нели да дојде до неправилно нели до искривување на нашиот рбет, а нешто околу тоа како да внимаваме, што треба да правиме? Видете, седењето пред телевизор или компјутер е секојдневие, од кое не можеме да ги исклучиме децата, но можеме тоа поминато време да го редуцираме на пократко, а додека децата минуваат време пред монитор, да запазиме некои основни правила кои секој родител треба да ги знае. Правилната седечка положба е кога столчето на детето му е на висина во која аголот од надколеницата и подколеницата при седење ќе биде 90 степени. Пониско столче е проблем. Стапалата при седење треба да бидат со својата долна површина на подот. Висината на масата треба да биде толкава, така што при седење аголот помеѓу надлактицата и подлактицата повторно би било околу 90 степени. Мониторот треба да биде повисоко, некако мојот сега, за да погледот на детето се фокусира право пред него, да не биде надолу.
Со малку поголемо внимание можеме многу да ги редуцираме и последиците на технологијата. Еве неколку корисни совети за сите родители, бидејќи како што се вели, нели, подобро е навреме сето тоа да се спречи. Да, дефинитивно. Сега Мартин, знаеме дека следни деформитети на ребето се кифоза, лордоза и сколиоза. Можеш ли малце подетално за секое по Да. нешто да ни кажеш, да ни објасниш? Кифозата представува зголемено закривување во горниот дел на ребетот, познат кај здравствените работници како торакален дел, што доведува до создавање на така наречена грбка. Кифозата често е пропратена со лумбална лордоза, односно зголемено лумбално искривување навнатре кон пределот на абдоменот, на стомакот. Така наречено кружнов длабнат грб. Слично како другите деформации на ребетот, сколиозата и лордозата, овој вид на асиметрија, се извинувам, односно дисторзија, доведува до вкочањето, силни болки во ребетот, рамената и вратот и го отежнува нормалното функционирање на внатрешните органи и ткива, зависно од зафанатоста. Предуслови за развој на кифозата се неправилно подграбавено држење на телото, неправилна седечка положба, за која што премалку говорев како треба да изгледа, долготрајно седење и мобилизација, брз раст во пубертетот, несвесна желба за прикривање на градите во развој кај девојчињата. Ова е психолошки момент и на кој што треба многу да се работи. Големи гради кај жените во подоцнежниот период од развојот и слично. Кај лордозата имаме зголемено лумбално закривување, односно во пределот народски кажано на кичмата, од градниот кош надолу, зголемено лумбално закривување навнатре кон пределот на абдоменот. Се забележува кај пациенти со опуштени стомачни мускули. Ова е состојба која често се среќава и многу луѓе не ни помислуваат дека нивната положба е предуслов за силни болки во долниот дел од ребетот во одреден период од нивниот живот. Зголемената лордозна закривеност е исто така предуслов за појава на лумбална дискус хернија поради поместување на тежиштето на човековото тело после бременост, подолго стоење во исправена положба, носење тежок товар и слично. Зголемената лумбална закривеност често е пропратена со кифотичен став или така наречена кифоза кружнов длабнат грб. Сколиозата пак, тоа е деформација на ребетот која представува искривување на ребетот на страна. Ако ребетот на целосно здрава личност изгледа исправено, тогаш во случај на сколиоза тој е искривен надесно или налево. И најчесто има облик на буквата S, тоа е компензаторното. Поради неправилното оптеретување, ребетните пршени постепено се изместуваат од својата оска, што значајно го зголемува оптеретувањето на дисковите помеѓу пршените, што доведува до вкочањето, непријатност, трпнење на екстремитетите, чести болки на вратот, рамената, ребетот. Значи, сколиозата може да се појави како последица на рамни стапала. Кога има рамни стапала, телото автоматски бара своја удобна положба, а работниот столб почнува да врши функција на амортизер, зашто тоа е неговата работа. Столб и амортизер на телото. Еден од првите симптоми на сколиоза е разлика во нивото на рамената или асиметрија во лопатките. Во почетниот стадиум функционалната сколиоза се забележува асиметрично испакнување на едниот латерален дел на ребето, што е отсутен во другиот. А во напредни случаи, кај структурната сколиоза, се забележува грбка или искривување на едната од двете половини на градите напред и диаметрално позади на грбот. Овој вид асиметрија која е долготраен и не се лекува со специјално избрани и структурирани вежби, доведува до дископатија, дискус хернија на различни нивоа и трајно оштетување на некои внатрешни органи, зависно од зафатеноста. Така. А Мартин, кои физикални методи треба да се користат? Кај ребетните деформитети во физикалната медицина се користат речиси сите методи, затоа што некои повеќе, а некои помалку, но речиси сите имаат позитивен индициран ефект. Најефикасни се кинезитерапевските вежби со кои се стимулираат механизми за поправање на деформитетите. Но и кога ќе го однесете детето кај физиотерапевтот, и тој ќе ви препорача да се зголеми неговата секојдневна физичка активност, да се бави со спорт, да користи вратило и слично. Практично да прави работи со кои ја компензира или надополнува работата на кинезитерапевтот. Така, значи тие вежби треба да се прават за да дојде нели пак до подобрување на самиот ребет. Да, зголемена физичка активност. Тоа овозможува формирање на здрав мускулен корсет, кој понатаму го одржува правилниот раст и развој на ребетот и спречува развој на деформитети.
Така, дали некои вежби може да ги применуваме и во домашни услови? За различни деформитети се користат различни вежби за исправување. Интернетот е преплавен со многу вежби за тоа како треба да се поправа веќе утврден работен деформитет, но важно е да ги предупредиме родителите дека сепак најдобар и најефикасен начин за справување со деформитетите е барање на стручната помош. Да. Многу е важно правилното и конкретно диагностицирање на искривувањето. Потоа ортопедот дава мислење и налог на физиотерапевтите и кинеситерапевтите на што точно треба да се работи и со кои методи. Многу е Така. често да имате повеќе од еден работен деформитет, затоа што организмот реагира компензаторно. И затоа е многу важно сетот на вежби и другите методи на рехабилитацијата да се утврдуваат индивидуално за секој пациент, следејќи ја неговата специфична ситуација. Така, а дали може да кажеме дека овде може да игра улога и несоодветната исхрана? Апсолутно. Преска ја споменав обезноста како проблем. Прекумерната телесна тежина е проблем за нормалното функционирање, но и за растот и развојот на младиот организам. И самата прекумерна телесна маса прави дополнителен притисок на ребетот и дефинитивно не му прави никаква услуга на развојот на детето. Од друга страна и подхранетоста е проблем. Кога детето има значително помала телесна тежина од предвидената за неговата возраст и висина, односно компаративно со брзината на растот и развојот на неговиот скелет, тогаш повторно имаме ребетни деформитети, затоа што не постои доволно силен мускулен корсет кој ќе го држи ребетот во здрава физиолошка положба. Така што да, дефинитивно исхраната и телесната тежина мораат да бидат секогаш под постојана контрола заради нивната важна улога во растот и развојот на детето. Значи, сепак пак треба да внимаваме, нели, што внесуваме. Апсолутно. Кои намирници треба да ги внесуваме, кои треба да ги сврлиме. Нашето здравје зависи директно и непосредно од начинот на живот и од исхраната. Така. Мартин, сега знаеме, нели, кога станува збор за лекувањето, знаеме дека тоа може да биде, нели, тешка фаза на лекување и, нели, потребно е сепак време. Па кои се тие фази на лекување? Што и како треба, нели, да се прави? Најпрво родителот при сомнеш со детето треба да се јави кај матичен лекар и да се воочи неправилната постура на телото. Матичниот лекар го праќа детето на лекар специјалист кој утврдува детално и конкретно за што станува збор и истиот го упатува детето на физикална медицина и рехабилитација, од каде го презема физиотерапевтот, кој по насоките дадени од лекарот специјалист и своите видувања и познавања ја започнува рехабилитацијата на деформитетот. Деформитет не се санира за брзо време, затоа мораме да бидеме свесни. Потребни се месеци и многу работа и многу труд за да се постигне посакуваниот резултат. Мартин, сакаме да те прашам, нели сега знаеме дека децата се имаат, нели, онлайн настава, за жал ја нема таа физичка активност која што ми е потребна. Што и како треба да се преземе? Овде знаеме, нели, дека се сега, нели, на лаптопите, на телефоните, што и како треба да се преземе? Кои мерки треба да ги преземат родителите? Да бидеме реални, децата нема некоја значајна, повеќето деца нема некоја значајна физичка активност и пред појавата на пандемијата, затоа што многу време, тоа одамна се зборува дека многу време децата и учениците минуваат пред телефон, пред лаптоп, пред телевизор, многу време се со технологијата, не само нивното физичко здравје, она што е нашата стручност, туку и нивното психолошко здравје нивниот психолошки развој не се одвива како што треба, затоа што се потребни социјални интеракции за да може развојот социјален и психолошки на детето да биде како што треба. И истото важи и за физичкиот развој. Значи, и покрај тоа што препораките и мерките во сегашната ситуација налагаат да се минува повеќе време, да не се мешаме во групи со луѓе, да нема групирање, да нема дружби, да нема такви работи, сепак можеме да најдеме начин како да го одржуваме своето физичко здравје преку физички активности во домот, односно здравјето на детето по физички активности во дворот. Свежиот воздух не можеме да го изоставиме. Значи, дневната потреба од движење. Меѓутоа тоа да го правиме со обзир на мерките и на ситуацијата во која што се наоѓа земјата во моментов. Така, и има секако безброј игри кои што ним секако ќе им се интерес. Апсолутно, и ќе им биде забавно и ќе сакаат и самите да бидат дел од тоа. Зашто ако им биде досадно и напорно, веројатно децата и нема да сакаат да учествуваат. Треба да ги мотивираме, ним да им биде интересно и тие да бидат иницијаторите кои што ќе ги поттикнат родителите или бабите и дедовците да се вклучат во некакви физички активности. Дали ќе некакви вежби, што и да е.
Така. И сега Мартин, ти самиот кажа дека може да дојде нели до сериозни нарушувања како психичко нели здравје, малку околу сето ова? Дефинитивно работните деформитети конкретно, бидејќи сега зборуваме за нив, многу често се и последица на психолошки ситуации, не само причинител на психолошки моменти и ситуации. Како што веќе споменав, кога во пубертетот девојчињата сакаат да ги прикријат своите гради, па се веднат, или кога некој дете ќе израсне повисоко од останатите, па за да не изгледа разликата толку драматично, свесно ќе се наведнува и подграбавува, за да не двои од средината. Дефинитивно ова е нешто на што треба да се работи, и тоа е работа на психолозите. Впрочем, затоа и постојат училишните психолози, кои се должни да посветат внимание во вакви ситуации. Така. Сега, дали може деформитетите да бидат вродени? Да, сите деформитети во човековото тело имаат два извори на настанување. Вродени, кои се стекнуваат во текот на растот и развојот во утробата на мајката, пред раѓањето, и стекнати кои што се стекнуваат во текот на животот, од моментот на раѓањето па натаму. Затоа дали некој заболување или деформитет е вроден или стекнат, треба да се обрнува големо внимание, затоа што при секое заболување многу е важна етиологијата, односно потеклото на болеста, нејзиниот причинител. Така знаеме дали заболувањето или деформитетот е резултат на активностите од животот или е резултат на неправилен пренатален развој. Па таму и причинителот за такво нешто да не се повтори со некоја следна бременост на мајката. Така, Мартин, ние веќе споменавме нели за децата дека нели немаат за жал физичка активност, дека треба нели пак да се внимава што и како се прави за да имаат нели игри. Сега може ли малку поопширно да ни кажеш кои може да бидат деформитетите кај децата и каква на пример нивната постапка при лекувањето, бидејќи знаеме дека нели на детето не му е јасно што и како треба да прави, нели сигурно ќе почувствува и некоја болка. Што би ни советувал на оваа тема? Не би требало да почувствува некоја болка, веројатно ако направат поголема физичка активност, детето не е физички активно и сега се активира и има некои поголеми физички активности, Да. можно е да се појави воспаление на мускулите кои што трае ден до два. И со пролонгирана физичка активност тоа многу брзо ќе исчезне, така што не е тоа некоја болка и нешто што би го демотивирало детето да биде дел или од физичка активност. Овде би сакал да напоменам кога зборуваме за деформитети кај децата, мораме да дадеме акценти на деформитетите на стапалото. Тие се исто така многу чести и причинители на нарушување на растот и развојот на детето. Ете, на пример, рамното стапало. Најчесто настанува заради спуштање на сводовите, на појава на овие деформитети влие пред се наследниот фактор, но и физичката неадекватност, неадекватните обувки. Последици се отежнато одење, трчање и стоење, болки во нозете, понекогаш во крстот. Значи, проблемот на рамното стапало може да биде потенциран од зголемена телесна тежина, нарушување на статиката на нозете, како што се деформитети над колената во форма на X, кога колената ќе се доближат едно до друго, тоа многу често е последица на прекомерната телесна тежина, како и заради понекогаш и генерализираната лигаментарна слабост, а може да биде дел и на конституционалните одлики на индивидуата. Така, Мартин, дали може овде да поменеме еден совет нели до родителите кога станува збор за стапалото, да внимаваат и на чевлите? Да, апсолутно. Чевлите мораат да бидат соодветни, да не бидат тесни, да не бидат мали. Добро е детето што е можно поголем дел од времето да го минува без обувки. Нели, одење бос, сега условите веќе е зима, меѓутоа во лето се стимулира и одење бос по двор, на плажа, по песок, секаде каде што ќе се стимулира правилен развој на. Така, добро. Мартин, еве сега можеме да напоменеме и за во врска нели со пишувањето кај децата. Знаеме нели дека има една статистика за како треба да се држи моливот. Нешто околу тоа? Па, важно е во постурата на телото, правилното седење, важни се како преска што ги споменав аглите. Така што како ќе го држи моливото и не е толку клучно, важно е како тоа влие на неговата положба седечка во моментот кога го прави тоа. Затоа реков, многу е важна висината на столот. Нозете може да му висат на детето од столот, но да не му биде столот низок,
да биде клекнато на столот. Масата да не биде ниска, па тоа да биде наведнато и со лицето во тетратката. Масата треба да биде на висина во која што неговите подлактици и надлактици би стоеле на неа под агол од 90 степени. Тоа е правилната седичка положба во која што може и да пишува и да гледа филм и да работи на компјутер, да следи настава, што и да е. Многу е важно да се внимава главата да не е наведната, да е што поисправено и да пишува со растојание. Веројатно тоа и офталмолозите претходно во некои од вашите емисии го имаат споменато, дека краткото растојание помеѓу тетратката и очите за време на пишување или следење на настава е исто така проблем за понатаму за видот, но тоа е веќе нивна тема. Така. Добро, ние ги споменавме и терапиите, и превенцијата, значи се сепак зависи од нас, а родителите да внимаваат на овие сите корисни совети кои што ти самиот ни ги даде. Дали мислиш дека нешто друго сме испуштиле што не сме кажале? Како што веќе кажав, зголемена физичка активност. Најголемиот и најефикасен превентивен метод за работни деформитети. Сега ситуацијата со пандемијата го отежнува тоа. Меѓутоа има услови и начини како да се остане физички активен во домот или во дворот. Не значи ако е пандемија, дека ние треба остатокот на нашето здравје да го запуштиме и да го ставиме во втор план. Целата наша општа здравствена состојба треба да биде наш приоритет постојано, без разлика во какви услови живееме и какви се општите услови во средината во која што живееме. На крајот на краиштата проблемот со деформитетите кај децата не е нов. И не постои само овие неколку месеци во услови на пандемија. Потребни се долгорочни планови, стратегии и секако превенција за што е можно повеќе да ги редуцираме. Да, како што кажавме, сепак здравјето е најважно, а детското здравје па сепак па и најважно. Да, апсолутно. Децата не се во состојба самите да се грижат за сопственото здравје. Не можеме да ги препуштиме сами на себе. Многу често родителите го прават тоа. Децата јадат сува храна или јадат крем или ме разбирате, значи се запоставува нивното здравје во интерес на нивното задоволување на нивните интереси во моментот. Тоа е дете, тоа не е свесно за своето сопствено здравје и одговорен за неговото здравје и општа состојба на организмот е родителот. Тој треба да води сметка дека тоа дете треба да биде во ред и со исхраната, и со физичкиот изглед, и со постурата на работот, како седи, како следи настава, како пишува, како црта, како си игра, дали излегува надвор, дали го фаќа воздух, дали е постојано во затворен простор. Да. Апсолутно. Сепак и децата сега се дома, па така да мислам дека треба повеќе внимание да се обрне на нивното седење. Да не се оставаат пред телефон или пред таблет или пред компјутер само за да молчат и да не ги дираат родителите и бабите и дедовците. Да, значи, борете, се е прифатливо, меѓутоа во границите на нормалата и никако по штета на здравјето на децата. Така, добро, овие се неколку клучни совети кои што мислам дека секој родител треба да ги применува, како што кажавме, што и треба да се прави. Мартин, како директор на Центар за традиционална кинеска медицина, твои идни планови, знаеме дека за жал пандемијата затвори многу врати, но еве на работно место, дали имаш некои идни планови, со што се вие соочувате, како се тоа оваа пандемија влијае врз вас? Апсолутно пандемијата се одрази врз функционирањето и работата на сите институции, на сите без разлика јавни или приватни фирми. Секаде е влијанието негативно, така што дефинитивно се одрази негативно и на нас. Има намалување на бројот на пациенти кои што доаѓаат, веројатно тоа се случува, тоа имам информација всушност дека дефинитивно се случува на сите области од медицината, дека има намалување во однос на лани на бројот на пациенти кои побарале лекарска помош заради грижата поради ситуацијата со пандемијата. Се плашат да нема некаде групирање, да не се заразат од некои, се плашат од комуникација и слично. Инаку како институција во моментов работиме на истражување за тоа дали и како влијае ситуацијата со пандемијата и неодењето на училиште врз правилниот раст и развој на детето. Се надевам дека ќе успееме да дојдеме до заклучоци и можеби во скоро време да објавиме и публикација која значително би придонела за здравствениот систем во смисло на тоа како би се справил
со вакви ситуации во иднина. Инаку нашата дејност не е само со третманот на пациенти, ние имаме 3 дејности. Другите 2 се едукативната дејност, тоа значи дека средношколци и студенти доаѓаат на едукација кај нас, и научно-истражувачката дејност, оно за што сега говорам, дека во вакви вонредни услови ние сме должни како институција да правиме научни истражувања кои што ќе придонесат за одржување и подобрување на здравието во земјата и помош и апсолутно поддршка на здравствениот систем. Има и од што да научат другите од тебе, бидејќи мене ми е секош кога ги слушам твоите корисни совети и е многу убаво сите тие да се применуваат. Јас сакам да се заблагодарам за одвоеното време и се надевам дека во следна прилика ќе можеме да позборуваме во студио. Ти посакувам се најдобро, уште многу реализирани проекти и твои планови и чувај се. Благодарам, исто и вие.